Добро утро. Во следните минути ќе имате можност да го проследите разговорот со директорот на Национални шуми, господинот Валентин Груевски. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро и благодарам за поканата. Актуелна е периодов забраната за движење во шума, која што на никој начин предизвика и голема реакција во јавноста. За почеток би ве прашала во кои делови од државата, односно во кои шуми е забрането движењето? Ние како национални шуми, субјект кој стопанисува со шумите, можеме да изготвиме делумна забрана за шумите со кои ние стопанисуваме. Она што најмногу предизвика забуна кај граѓаните е дека во националните паркови, значи Пелистер, Маврово, Шар планина и Галичица, ние не можеме да воведиме деловна забрана, а истото важи за парк Шумата Водно и за спомен паркот во Газибаба. Значи за шумите со кои ние стопанисуваме. Меѓутоа, токму еве водно го споменавте, мислам дека најмногу реакции се појавија во јавноста за забраната за движење на водно, која што потоа излезе дека и ја нема. Всушност, колку што сме информирани, во моментов нема забрана за движење на водно. За движењето на водно, забраната може да ја побара само град Скопје, бидејќи тој стопанисува со таа парк шума. Ние не можеме да издадеме таква, да побараме деловна забрана или целосна забрана за парк Шумата Водно. Забраната, колку што можев да се информирам, е поради опасноста од пожари. Меѓутоа, од друга страна, пак планинарите жестоко реагираат, велат дека тие се оневозможени да се шетаат по планините, а од друга страна, токму поради нивното отсуство од планините, ќе им се даде можност на дрвократците да стапат во акција. Една од причините поради која побаравме делумна забрана за движење во шумата во овој период е минатогодишните пожари кои се случија на територијата на државата и кои не се запамтени во последните 30 години. Ова представува превентивна мерка и ние сметаме и се надеваме дека можеби ќе спречиме такви пожари. Секој кој сака да се движи во шума може да извади дозвола за движење во нашите подружници, кои ги има во 30 градови во државата и да се движи. На никој не му е забрането, меѓутоа сакаме да имаме евиденција на оние кои влегуваат во шума. Темата со дрвократците мислам дека не е така како што беше пласирана во одредени коментари на социјалните медиуми, бидејќи оној кој се занимава со дрвократците, нашата шумочуварска служба, шумската полиција и Министерството за внатрешни работи немаат забрана за да влегуваат во шума, тие и понатаму си ја обавуваат својата редовна должност. Меѓутоа, сметате ли дека присуството на рекреативци, планинари низ шумите барем малце ќе ги заплаши дрвократците, па нема толку да бидат ослободени и слободни да ги крадат дрвата? Искрено да ви кажам, мислам дека и не се движат на исти тури и по исти патишта, така да не знам колку можат да спречат, а ако се спречувала дрвократците со рекреативци и туристи, мислам дека и досега ќе било спречено. Очигледно не е така. Кога сме веќе кај дрвократците, би ве прашала, имате ли контрола врз нив и односно соработувате ли со шумската полиција и каква е во моментов ситуацијата? Значи, дивата сеча и дрвократците постојат и тоа е факт, секој што вели дека не постојат не ја зборува вистината, меѓутоа она што мене ме охрабрува се последните засилени активности на Министерството за внатрешни работи, кога во последните месец дена се поднесени 30 кривични пријави за дрвократци, а соработката ни е на дневна основа и со шумската полиција и со Министерството за внатрешни работи и нашата шумочуварска служба, така во тој дел се делува, меѓутоа резултатите како резултати секогаш може да викате дека се добри или не се добри, да зборуваат граѓаните. Меѓутоа, јас ги охрабрувам акциите и сметам дека особено Министерството за внатрешни работи ќе продолжи во идниот период со ваквите активности и со ваквата динамика која наметна во последните месец дена. До кога ќе трае оваа забрана за движење во шума? Забраната за шума ќе трае за движење во шума ќе трае се додека не процениме или не побараме ние дека е помината опасноста. Морам да ги потсетам граѓаните дека се работи за месеци во кои имаме високи температури, 2 најжешки месеци, јули и август. Еве сега и овој период во Скопје негде околу 36 степени, така и низ цела територија на Македонија, така да опасноста за шумски пожари е голема.
Никаде пред крајот на разговорот би сакала да ве прашам и колку јавното предпријатие е обезбедено со дрва за огрев за предстојната зимска сезона. Некаде прочитав и дека поради високите цени на електричната енергија кои што се очекуваат во следниот период, голем дел од граѓаните ќе се пренасочат на грејење на дрва, па дали тоа ќе значи недостиг на дрва за огрев? Дека има поголема побарувачка на дрва за оваа година од минатите години има, најверојатно се работи за ниска цена на огревното дрво, кое не е променето од 2009 година. Јас можам да кажам дека Национални шуми ќе произведе повеќе дрва отколку минатата година. Сега дали ќе се задоволи целокупното население со таа дрвна маса не знам, меѓутоа тука се и приватните шуми кои најверојатно ќе го надокнадат ако се јави евентуален недостаток. Иначе она што граѓаните преку синдикатите, здруженијата на пензионери го запишале за дрва и ги плаќаат, ќе биде испорачено. Колку изнесува цената на 1 метар кубен дрва? Метар кубен дрва ДАП во нашите складови е 2970 денари. Ова е конкурентна цена, со оглед на тоа што цената во приватните складишта е многу повисока. Цената која е кај нас е таја, меѓутоа оние што работат со дрва и кои се наши комитенти ги набавуваат и се работи за слободен пазар на кој ние не можеме да имаме никакво влијание. Тоа зависи од понудата и побарувачката која има на пазарот. И само што сосема за крај, дали сечата на дрва значи опасност за дрвата, за шумите? Видите, ние во Национални шуми не го користиме тој поим на сеча на дрва, ние користиме како одгледувачка мерка и поради тоа се сечат дрвата. Опасност не може да има за шумата ако се работи по планови, ако се работи по програма и се работи од стручните служби кои ги има предпријатието. Морам да кажам дека ние работиме за секој град, работиме по планови кои се 10 годишни и претходно утврдени каде, колку и што треба да се сечи. Значи, ако се работи, а ние работиме по тие планови, тогаш опасност од тоа дека ќе снема дрва и ќе снема шума нема да има. Господин Валентин, нас времето толку ни дозволува. Ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за интересот со кој што не следевте. Некаде 10 часот и речиси 30 минути и веќе температурите се многу високи, така што ако денеска морате да го напуштите на вашиот дом или работно место, обавезно со себе понесете си ладна вода, лесна облека и шапка или капа на глава.